Синоќа во салата на Националната установа Центар за култура Марко Цепенков во Прилеп на свечената седница беа доделени третоноемвриските награди за достигнувања. Председателот на Советот на општина Прилеп господинот Никола Димески ја отвори свечената седница, а со поздравен говор се обрати и градоначалникот на Прилеп господинот Маријан Ристески, кој со посебен пиетет ги спомена сите загинати борци, прилепчани најмногу заслужни за ослободувањето на градот од фашистичката окупација. За значајни достигнувања во работењето со плакети 3 ноември наградени се Трговско-индустријската развојна зона, Сдруженијето на инвалидски пензионери, Институтот за тутун, Основното училиште Кире Гавриловски Јане, Канал Визија, Салида, Сдруженијето за ридско-планински активности, Рок-н-рол и добра чашка, Велосипед 2015, Јавната здравствена установа Здравствен дом, Фурна Алекс, Средното училиште Кузман Јосифовски Питу, Ракометниот клуб Прилеп. Наградите дипломи по повод 3 ноември денот на ослободувањето на Прилеп им беа доделени на Неждет Мустафа, министер без ресор во владата на Република Македонија, национален координатор на декадата на ромите 2005-2015, Петар Јовановски Калинче, бербер за придонес во развојот и зачувување на занаетчиството во Прилеп, Лилјана Ѓоргиевска, активист и ентузијаст во Сдруженијето Природба, Димко Спирковски, прв професионален пилот и промотор на воздухопловните дисциплини во Прилеп, Благоја Костоски Чакра за долгогодишна активност во планинарското спортско здружение Козјак, Методија Ѓуровски Клучар Цако за придонес во развојот и зачувување на занаетчиството во Прилеп. Наградата за животно дело по повод 3 ноември денот на ослободувањето на Прилеп му беше врачена на Виолета Блажеска и Богдан Грабуловски за 40 години уметничко творештво и развој на ликовната уметност во градот.